Денес уште еднаш се потврди дека во нашиот плурален парламентарен живот нема место никако за слободна мисла, размисла и збор. Од парламентот во развиените демократии се очекува да бидат храм на демократијата. Кај нас тоа е невозможна мисија со крајно партизираните ставови и црно-белите ставови кои ги испорачуваат партиите. Без внатрешна демократизација на партиите, ние никогаш нема да имаме добра, цврста, силна парламентарна демократија. Целиот овој изминат период, како независен пратеник, особено по мојот вчерашен настап овде во Собранието и по еден крајно аргументиран и аналитичен говор, во кој јасно го поддржав работењето на специјалното јавно обвинителство, но имав право да искажам, аргументирано се разбира, незадоволство од работењето и однесувањето на јавната обвинителка, добив навреди, големи навреди, недолични зборови упатени кон мене директно од некои пратеници на Социјалдемократскиот сојуз. Оние навреди кои ја ги чув наликуваа на навреди кои ќе ги чуете само на улицата или евентуално на фудбалски надпревар. Предизвикаа се разбира еден афектиран одговор од моја страна, кој секако не доликува на еден човек, етаблиран пратеник како што сум јас, кој секогаш према секого се однесувал цивилизирано и културно. Но, јас и понатаму нема да дозволам да кај мене се уништи автентичноста, мојот збор и размисла ќе се погрижам да доаѓа секогаш до граѓаните, бидејќи потребно им е да не живеат во илузија дека овој свет е црно-бел. Значи, ќе останам иста, секогаш аргументирана и објективна во своите ставови и излагања од собраниската говорница. Ви благодарам. Секако дека ќе се вратам. Знаете дека сум меѓу најактивните пратеници во овој парламент. Мојот збор допира до граѓаните и нема да гоускратам правото на граѓаните апсолутно. Секако дека ќе се вратам. И пропуштив да додадам дека од вчера наваму сум исто така изложена на атак, еден оркестриран напад од сомнителни медиуми. Слободно ги нарекувам сомнителни, бидејќи новинарското ниво во тие медиуми е навистина под секое ниво. Такво не е ни уличното ниво. Кој од пратениците го упати навредливи зборови? Не би сакала сега со имиња да се расправам, да ви кажувам кој точно, но имам чувство дека е тоа една стратегија, повторна оркестрирана стратегија, да не може никако да допре мојот глас до граѓаните, да секогаш се контрира на мојот говор и така натаму. А таа нивна стратегија се артикулира, се разбира преку оние кои што го имаат собственото ниво многу ниско.